Програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер. Денеска започнуваме во добро расположение. Алек Русјаков е гостин во моето студио и тоа е секако причина за добро расположение мое. Алек, добро вечер. Добро вечер и Македонија. Македонија, така е. Добро сме расположени затоа што бевме овдека на стадионот и беше една фантастична, катарзична атмосфера каде што иако имаше помалце публика одошто со Италија, така силно се навиваше цело време, се реагираше на се. Тоа беше една интерактивна представа невидена. Децата ни направија такво шоу. Згора на тоа се следеше и резултатот како ќе играат Исланд и Украина, па реакциите на публиката беа уште постравични одошто головите. Многу добро одигра. Украински сакам да збориме вечер вака. Да. Украински, украински е руски? Така. Да? Тоа е као струмички и скопски разлика? Ја колку што знам, тоа е нешто слично као вајда као руски и као македонски и српски, со тоа што во украинскиот јазик има многу зборови кои што се идентични како во македонскиот јазик. Така. Тоа е многу интересно, пошто има и многу македонци таму, од оние, нели Милош Сарајански, Селидби. Ти текна на книгата? Не. Па Украина. На граница, тоа значи. Како што е прави на српска крајна, така и прави на и таа. Украина, на крајот. На граница, да. На граница. И не ми се веруваше утакмицава. Јас си плачев. 39 години имам. Не ме зезај. На 39 години дочекувам Македонија да иде на Европско првенство. 5 банки синовац. Да ти кажам, прво застанав со колегата и му викам, јас сум стар човек за ова. Зашто? Иваков. Вака се ежев. Колку ни... Зошто реагираме бе така? Стари сме, емоционално сме истрескани, се тоа во ред. Од каде таа потреба да се идентификуваме со еден национален успех? Зошто толку ни треба бе? Не сме единствени. Не само што не сме единствени, ние сме едни од ретките кои што го немале тоа чувство. Погледни ги германците кои што се на секое проклето европско и светско првенство, па не се спаѓаат кога ќе завршат квалификациите од радост. Тоа е сосем нормално. Ја мислев навикнати се, огуглани. Не, се радуваат. Се радуваат како некако мали деца се радуваат. Оваа цивилизација почнувајќи нели таму од антиката, кога почнал, вајде од антика е почнато, ние ја колку што знам, спорт да се гледа, да се следи, да се навива, да се сака, нели вајде негативната енергија што се фрла наоколу да се канализира дал во спорт, дал во уметност, дал во хумор, дал во нешто и сега спортот си го доби тоа место. Нели многу има сега критика дека спортот е расипан со многу пари и сето тоа е вистина и тоа е точно. Спортот пред 20 години бил нешто друго, меѓутоа потребата да се поистоветиш со сопствениот тим, со националниот тим, ја имаат сите луѓе. Се изградила во текот на овие, нели, на ова време. Сме го приватили. Затоа нас ни е радост. Таква ни беше катарзата со кошаркарите, таква ни е катарзата со ракометарот, ама сите чекавме, нели, најпопуларната работа на светот. Пошто ја викам дека политиката е најважната споредба работа на светот, така фудбалот му доаѓа како најважната работа на светот. Камо среќа да биде оваа обратна. Али во секој случај вака и јавно сакам да кажам дека им се поклонувам, ама онака до земја им се поклонувам и на тренерот и на фудбалерите, пошто не знам, тоа се можеби ситни задоволства, а мене ми го направија животот поубав. Мене денов ми е прекрасен, стоев овдека со колегите, гледавме, не можев, значи тоа што се случуваше на терен, колку брзо ги обзеде трибините. Значи, реакциите. Немаше човек што седеше. Немаше човек што гласните жици не ги откорна. Можам да замислам што било по становите каде што се гледа преносот, идеше на нашава телевизија. Ја морав да излегувам на неколку пати. Возбудата е голема. Ја морам да се пазам. Тахикардија ме удира затоа што се внесувам и затоа избегнувам спортот, затоа што напнатите моменти ја ги доживам како
не знам, како нешто најлично да ми се случува. И затоа, но неверојатно е. Ја гледав со гости имаше кај мене и Беше воздржан. не, чудното беше што не вриштевме толку многу, пошто бевме забезекнато, шокирани. Не ми се веруваше. Да, онака восхит. И немаше многу вриштење, од после дојде. Нели, ја морав на емисија да идам, наместо да се начекам сега дома као кретен некој да прославам. Тоа е така уметничкото, Па зашто да не? Па на европско првенство сме. Млади. Абе, полека малце со тоа пиењето, бе, знам Па дека си полека. уметник. Коси ќе ти Па обелат. полека, знаеш како викаше Бог да го прости, почина тој човек стар беше многу и пиеше пијаница и сите му викаат полека, вика па полека, не пијам секој ден, пијам денес, па утре. Полека. Полека, шо? Коси ќе ти обелат. Ке ми обелат, ама се држам. У секој случај се радував ја и у недела тако изгубивме. Се радував затоа што гледав фудбал. Ама нели на крај денеска исто полуде вечера, кога дадоа 2-2, си реков ете го моментот. Ке дадат уште еден и оп, украинците за 30 секунди им вратија го. Ама тие 30 секунди, Добро. Не, тие 30 секунди си викаш да, ова е вообичаено ќе се случува, да, сега ќе примеме уште еден гол, да, ќе примат уште еден гол, да, немаме ние среќа да отидеме на... Али секоја чест. знаеш што ме радува? Криво ми е, само да ти кажам, што пошто борите, и тебе ќе ти интересира тоа. Како да направиме петиција да пуштат за европско првенство сега панини сликички? Не пуштаат за младински првенства. Не пуштаат. А замисли да го имаме овој албум сега. Јас сакам. Дај 5 минути пауза, вади мобилните да објавиме, да собереме. Алек, еве ме подсети на онаа колективна катарза што ни се случи со кошаркарите. Момент кој цел живот ќе го паметиме. И јас и ти, стотиците илјади кои беа на улиците, стотици илјади. Да, На улиците на градот кои ги пречекува. Ја го заборив бојлерот уклучено, а од тие таквите стари бојлери. Што не се исклучуваат. Што треба да се И исклучува? сега многу ми е битно муабето за бојлерот да го продолжиме. Те молам, ми објасни што се случи со бојлерот. Ништо се вратив, а пак се вратив на плоштад Стварно, после. а да прегреа ли многу? Не. А од сигурностиот вентил не течеше? Дома твоите не те кара онака... Немав мој дома. Не излезе некоја баба да вика до кога ти вака ќе го забораваш ова, ти дали си нормален, то мириса и се... По вертикала таму в зграда не фати. Не фати. Све беше окей, бојлерот не прегоре, ништо не му се деси. Прославивме, ама многу добро. Таа катарза покажа дека ние сме многу мирен народ. Што бојлер е тоа? Не знам. Ти си по бојлерите, ти знаеш, уклучуваш, исклучуваш у емисија бојлери. Нели? Иначе го запознав човекот, одресен, со Гениално сопругата. беше тоа. И кога им дојде првороденчето, имаат нов бојлер од мене. Ето, Ето. тоа беше совршено. Тоа не беше што сега ќе се качу. Ја го кажем да му кажем на стариот уклучи Стари бојлер и готово. Чиста работа. Да се вратиме на пречекот на кошаркарите. Да се вратиме. Да. Ги пречека? Ги пречекав. Ти ги Ги пречекав? пречекав, да. Знаеш како те Има пречекав? проблеми со бојлерот, попа. Колку литре? Не знам, не се разбирам од такви работи. 80 литарски е? Како? Оние поголемите, поиздолжени. Или да, 80 литарски. 120 литарски тешко дека ќе имаш. Не, Тоа не е прилично толку голем. голем. Да. Да. Има индикатор на него за температура? Има скршење, паднат. Скршене паднате. Најверојатно слобода чачак. Јас сега го греам по навика. Пола сат. Да, па шо фати. Го чистиш од каменец од време на време? Исчисти го еднаш, тоа е добар момент за Јас да го исчистам. Не ти, ќе се викнеш мајстор. И кога ќе извади он, значи одоздола ќе извади грејачот и ќе почне да паѓа песок, тиња, цргна сотија и ти ќе бидеш шокиран и ќе го прашаш, мајсторе, што е ова? Ќе рече, ова е бигор од водата.
И ти вода повеќе од чешма нема да се напиеш. Кој ќе го видиш тоа? Ти не знаеш како гнасно изгледа. Тој изгледа како да си правил шкембе, пред да правиш шкембе чорба, цревцата кога се спрема, ти се празнат. Сум имал такви моменти од типот, нели, не закажување, кога после 3 години ќе ја трнеш машината за перење да видиш што има под неја и вампири се шетаат. Да? Да. Свашта. Машината за перење. Не, си ја заборел. Па тоа се места кои зошто да се мрдаат? Ама не кажеш треба да го исчистиш. Ако го исчистиш, си викаш, си го читал Даглас Адамс. И како не? Ама не автостоперскиот водич, него Туку, Дирк Джентли. И благодарам на сите. Не тој циклус. Има уште еден циклус од 2 романа за детективот Дирк Джентли. А, тоа не сум го читал. Не. Што е тоа? Гениално е, две книги се. Добро. Едното се вика Холистичка агенција Дирка Джентли, а другиот се вика, како се викаше другиот, чекај сега на англиски ми иде, многу чуден наслов. Добро, што е поентата? Поентата е што главниот лик никад не го отвора фрижидерот, пошто после 3-4 години мисли дека внатре веќе има серијски убиец, имаат роден од ванземаљци, има нешто десено. И цело време низ целиот роман има драма со фрижидерот. Многу е добра приказната со фрижидерот. И тие вонземјани и серијски убици не можат да го отворат однатре. Не, начинот на кој што ги замислува, Даглас Адамс тоа го прави. Да, знам, не Што се има, не го отвара. Пангалактички грголј бластер. Тоа е нели најакиот пиелок на светот. Мешавина од ракетно гориво, солна киселина и да ga натам. Запход Библброкс, така се викаш. Запход Библброкс. Најдобро е планетата што ги шамара. Планетата што ги шамара и планетата Журка. Планетата Која што налетува, ама најчесто налетува така што ти си свртен со грб. Добро. И она ти доаѓа, ти го собира гзот и те носи на Журка. Таа планета и школата за учење за летање. Ти текна на таа? Како да научиш да леташ? Само треба да скокнеш од многу високо и нешто да ти го одземе вниманието за да не паднеш. Дали си го читал Сем Лундвал? Не. Сем Лундвал не си го читал. Рекламократија. Сумјат, ама не таа не е Фредерик Пол? Не Фредерик Пол. Како се викаш? Дали е бил херој Галаксија? Не. Не. Пак е нешто во врска со маркетиншкиот онака. Не сум го читал, не. Леле, која смешна книга е. Тоа се книгите за зајдување. Преведено тоа кај нас? Преведено. Кај нас на Балканот? Знаеш ли кој ги има правата на книгите? Дори. На Science Fiction-от? Да. Збориме за Македонија? Да, Башкин. Ама ги преведува, не ги преведува. Не ги преведува, само ги доби правата, се запозна со него и стои тоа така. А ова што го читаме од Поларис и од Кентаур. Поларис и Кентаур, Тоа е Зоран Живковиќ. Господ здравје да му даде. Стварно. Вечна му слава и хвала. Ми ја разубаве младоста тој човек. Пошто тогаш не имаше интернет, не можеш да ги најдеш, не тоа они жена му, Миријана Живковиќ, мислам дека му е вајда жена, претпоставам. Whatever. Како и да е. Али се што излезе, се што беше битно. Му најдов Facebook профилот и еден хвалоспев му напишав, драги. Даде нели он направи енциклопедија и све. Све направи. Тие две едиции Поларис и Кентаур, за жал не ги поседувам севкупно. Знаеш што е проблемот? Проблемот е што знаеш ке речат треба македонски превод, се направија преводи, се сеќаваш дека и автостоперскиот тоа беше преведен на македонски. Не енциклопедијата македонска, тоа требаше да се забрани. Таму имаше сериозни, ја го земав тоа. Мислам дека ми прости преведувачот за автостоперскиот водич на македонски. Катастрофално, ја не можев да го прочитам. Страшно. Толку лош превод, тоа беше страшно. Не, ама новава генерација преведувачи е многу различно. Јас знам по мои издавачи, пошто они вадат нови модерни романи што се не во светот на научна фантастика, меѓутоа вадат одлични романи и преводите се извонредни. Има нова генерација преведувачи. Тоа, например, што си задоволен, што си прочитал? Не, скоро се што излегува, они имаат, да речеме, имаш од полски превод, од англиски превод, од француски превод. Тие се наши преведувачи и супер се преводите. За мене е супер превод кога ќе почнам да читам, мислата ми тече и не ми застанува. Да. За разлика од старите... Не. Новите преведувачи се маестрални, одлични се, супер се и нели нормално ремек делото на преводот што се случи го направи Ѓорđe Марјановиќ. Тоа е веројатно најтешката книга на планетава Земја да се преведе
се вика Во потрага по изгубеното време од Марсел Пруст. Тоа се 12 книги. Човекот професорот знае... Маријановиќ, да, професорот да, Маријановиќ. тој е од француски, јазикот на авторот е неверојатно тежок, таму има реченици кои што се и по 2-3 страници. Имам негде прочитано, не можам да тврдам 100%, ама имам негде прочитано дека во светот што го преведуваат Марсел Пруст го работат по 2-3 преведувачи. И човекот направи Тоа кога ќе почнеш реченица треба 3 пати се вратиш да видиш конзистентноста на реченицата за да ја или задржиш ако ритмот. книгата те внесе доволно добро, ако сакаш таква литература, тогаш реченицата се гради низ тебе, не е проблем. Толку е добар преводот. Ја, например, он ги вадеше една по една, па се разболе, потоа прекина, па сега ги допреведе, мислам. Меѓутоа, во еден момент, како што он почна да ги вади како преводи, ја почнав да ги читам, и кога човекот се разболе, запра. И ми остана уште 2 книги. И морав да ги, сега, знаеш, си стигнал до последните 2 книги, сакаш да видиш како ќе заврши приказнава и го земав на српски, ја најдов едниот дел, другиот дел на хрватски го најдов. И нашиот превод е многу поквалитетен. Наистина. Неверојатен превод. Ова што Ама- ми го кажуваш, ова е level next. Цел живот сакал да го преведе. Не само тоа, него за таков превод бара голема писменост. Неверојатно, посебно за Значи, Марсел Пруст. особено и не само за Марсел Пруст, за било која книга, за да има добар превод, треба човекот да е многу начитан. Зоран Живковиќ е тоа проблемот со него, за да е многу начитан. Или Драгослав Андрич, ги читав во тоа време неговите преводи, он и беше писател и преведуваш, и неговите преводи беа, Ја бев запрепастен со која брзина и колку многу но книги нашиве вадат. ова ме радува. Поларис, колку многу романи беа, Види, еве сега еден, земав двајца луѓе. Земав нешто од белетристика, сакав малце да видам што е мејнстрим интересно и земав оваа теорија на хаосот. Наше издание. Роман, трилерче и така натаму. Кодот на Да Винчи и слично. Значи, никаков проблем нема. Не ми застанува реченица. Што, еве, не размислував на тоа, но нели, честитки за преведување. Да, имаме нова преведувачка школа која што веројатно добро функционира. Јас ти кажам книгиве што ги зимам, што ги купувам, што ги читам, јас сакам нови автори да читам. Што читаш од нови автори, што е трендот? Не, нема тренд. Сега барем во книжевноста, ја не знам, не ги следам трендовите, не ми Океј, интересира. што читаш? Ја моментално сум восхитен Што те од, интересира? сега ги ти кажам, восхитен сум од двајца руски писатели кои што веќе не се толку нови, пошто екзистираат последниве 20 години, Држи ама ја книгата во рацеве, те молам да зашо ме да ја отвориш. држам? Така. Како сакаш да ја држам? Затоа што го Вака? блокираш микрофонот твој. Сега? Не, овој го блокираш. Навика е тоа, не знам. Знам. Многу го сакам Виктор Пелјевин, тој е еден руски генија. Може за рамниште на Толстој нема врска со Современик? Нема врска со Толстој и со Достоевски, меѓутоа тој квалитет го носи. Да. Класика или современик? Не, современик. 60 и некој е роден човекот. Нешто неверојатно, веќе се преведени една или две книги кај нас, меѓутоа се наоѓа и на српски јазик. И другиот е Сорокин, исто руски автор. И двајцата се тоа нели книжевноста го вика постмодернизам, меѓутоа внатре има и научна фантастика, има и фантастика, има и неверојатна како се вика тоа сатира и иронија на денешно лудило што се случува, ама Каде ми ги раскажуваш Аркадий и Борис Стругацки? Да не навлегам се во компарација и во компаративна Добро, книжевност, ама Не може. тоа се двајца. Знаеш, кога ќе испрочиташ милион книги, после нормално е дека бараш некоја фиока за Тоа да се двајцата автори кои што буквално купувам све од нив што ќе налета сега до Белград малце да видам што е преведено ново. И... Овдека нема. Не, овде се преведен роман Чапаев и празнина, го преведе Тавернакул и не знам уште некој дали е преведен, ама тој автор треба да се преведе, маестрален е. Русите Инаку е рускиот најчитан, најпреведуван автор е, моментално на планетата. Еве новиот роман му се вика Љубов за тројцата Цукербрин. Ти како човек што го познава интернетот знаеш кој е Цукерберг и знаеш кој е овој Брин, како му е името Whatever. на Google газдата. Така е. И он има направено од сега таков е насловот, не знам што ќе се случува внатре во книгата, ама насловот му е тоа Љубовта за тројцата Цукербрин. Предходниот му се викаше Бетмен Аполо. Мислам, неверојатен автор. Знаеш што ме чуди? Што во филмската индустрија гледаме едно шлајфување
ресайклинг, еден неверојатен, а многу оригинални и добри дела. Еве, направија серија The Man in High Castle. Човекот во високиот Тоа е дворец. Артур Кларк? Тоа е Филип Алдос К. Дик. Хаксли. Не бе, Филип К. Дик. Филип Дик. Филип Дик. Ова со Хитлер дека ако победи, каков ќе беше планетата? Тоа е Филип Дик. И се ја завршија у првата сезона, ја завршија книгата. Сега втора сезона. Кам Не, втора сега ќе измишлјаат. Па Game of Thrones измишлјаат. Сакам да ти кажа, неверојатно ми е на вакви нови автори, интересни нови книги и така натаму, иако еве на пример девојката, ако веќе нели се бара некој популарен жанр кој ќе полни киносали. Најголемиот хит последен кој го памтам, кој стварно во десетици милиони како книги се продаде, беше девојката со тетоважа од змеј. Girl with the Dragon Tattoo. Трилогија е тоа. Трилогијата од данскиот автор. И навистина суспенс, трилер, приказна, држи, вози, ликови, све фантазија. И пак заглавува тука. Многу ми е чудно како книгата во исто време не паѓа незината читаност во ова време на интернет. Луѓе купуваат се повеќе и повеќе книги. Сајмот за компјутери, знам кај нас нели долго години имаше сајм за компјутери кој беше најпосетуван, а книгата, сајмот за книги идеше паралелно, беше на 2 штанда. И само со ова електронско време книгите растеа, да сајмот за компјутери рикна конечно. Ја мислам дека како што било пред 10 или пред 5 века или пред 6 века, така и сега во однос на мислам дека 10% од популацијата чита книги, тоа е тоа. Дека поише, ама не се менува. Мислам дека не се менува, дека остануваат секогаш има 10% љубители на книги. Ја бев малку уплашен дека и тие 10 ги губиме. Па се не знам со новите генерации што ќе се случи, затоа што ја приметувам Не нешто. читаат. Не, друга сакам да кажам за другиве нови генерации. За новиве генерации, на пример, околу мене што се случуваат на моите пријатели, што им сега што им се раѓаат деца, кои што деца имаат 1, 2, 3 години. На 3 години дете, јас имам 39 години, таблет да научам ми треба време. Секоја машина ми треба време да ја научам. Овие не им треба Кога време. се родени со Не им таблет треба во време раце. да ја научат. Стварно не им треба време да ја научат. Јазиците исто, англискиот јазик, не им треба време да го научат. Не, нам ни требаше време, го научивме добро. Го сега владеам со и да Тие читам. генерации што ќе се случува, не знам. Ама еве ги овие што се 14-15 години, пак ги има 10% што читаат. Читаш вестници? Не секогаш. Не, а? Не многу. Мислам читам вестни информации, наслов што ќе ми се засвиѓа. Да ти кажам што ми се случи пред некој и никој не ми фати сер, не укапира. Ја читам веста, овдека, нели, утрински вестник, баш и утрински вестник има 3 фотографии со 3 поднаслова од главниот наслов. И читам овдека, добар наслов. И чекам да ми се отвори. И ништо и си продолжи. И викам, леле, сега интернетов ќе експлодира, ќе ми фатат цер повише, нели? Не, брат, никој ништо не примети сре. Али си кликнав на фотографија. Зашо не ја расшири? Зашо не ја расшири да ми отвори? Навиката е страшна. Кај го видов? Го имаше нешто тоа на зошто фантастичен филм, такво нешто, така? Го имаше негде, го видов тоа негде. Со Као вестник е, да, и па нешто Спилберг беше, дали беше Minority Report. не, Minority му беа нели така. Па нели таму имаше поставени. и таму некои вестници како што Имаше. Дали беше таму? Не бе. Во секој случај не знам за новите генерации што ќе прават, како ќе прават, ама се надевам дека ќе остане истата структура, пошто нели луѓето што сакаат да читаат книги, секогаш викаат дека има нешто магично. Еве на пример, ја купуваш книгата и многу често луѓето го прават ова. Ќе помири се и има некој однос. Има од нос, кон нос. Од нос. Тоа однос е однос, а ова е коннос. Коннос. Однос и коннос, тоа не е. Па види, добро е Немаш тоа да го правиш. коннос кон мене. Не ми се Бизарна е таа навика да ја мирисаш книгата, ама подобро тоа одошто новите пластични папучки. Што го мирисаат по онаа кинеска на пластика. Да откорне, одма трипуеш. LSD. Лажат. Не подметнуваат LSD во кинеските производи. Тоа нели
А клава е ли дорога во пијачките? Не, тоа е најурбаниот мит. Каде? И другарине мои одма кој ќе рече, молим те кој ќе разбереш дека клава е дрога во пијачките, кажи каде да име одма. Стварно, и шо дрога клаве? И шо друга, да знаеме. Промовираше нова книга. Да. Каква книга промовираше? Многу ба. Кога беше последен пат, овдека зборевме за две твои книги, два твои проекта кои излегоа и најави дека ќе има нови, но не знаев дека ќе бидат од друг жанр. Ова е устари првиот жанр. Кога почнав да пишувам поезија. Пошто поезијата почна да свири низ мене, низ глава. Почнаа зборовите. Нели, јас секогаш го објаснувам. Често прашуваат луѓето кај наоѓаш инспирација, па ти викаш зад куќа. Целата поетија никогаш не сум го знаел тоа да го објаснам, некаде на 15-16 години почна да се појавуваат зборовите. И почна да тече глас. Не е тој глас како у Beautiful Mind или не знам што, ама почна да одат зборови. И јас морав да ги запишам. Така почна поезијата. Прозата дое многу покасно. Меѓутоа, прв пат, на 40 години, земав дел од тие песни што сум почнал да ги пишувам од 15, 16, 17 години, па во теков на целиот живот и ја склопив Голтка восхит од солзите на вечноста. Тоа некако принцип во кратки црти, целото објаснување. Ова е прва твоја книга на поезија? Прва збирка поезија, да видиш, у најкратки црти како ја го објаснувам тоа. Прв пат се влюбив на 9 години и никому не кажав. Прв пат се обидов да умрам на 12 години и никому не кажав. Првите стихови ги напишав на 15 години и тие ме спасија од самоубиствата на љубовта. Стиховите дојдоа одеднаш, како некој да ми диктираше зборови и зборови. Морав да ги запишувам за да не полудам. Од тогаш до денес, секој стих за мене е голтка восхит од солзите на вечноста. Завршуваш со една реченица која е Наслов на книгата. малце е патос овој наслов. Ако? А зошто идеше? Па нели патетика е возвишено чувство, а поезијата е возвишено чувство според мене. И поезијата не е проблем да биде патетична. И поезијата понекогаш треба да биде патетична. Поезијата ја сакам кога е Кај нас патетична. зборот патетика е малце злоупотребен, извулгаризиран. Знаеш зошто го употребив јас? Затоа што те знам тебе. Ти си човекот кој стои за проекти како еднооки. Добро. И кога таков еден цинично бистар бодеш како игла на вистината, онака таа страна повеќе ти ја знаеме бидејќи со години и кога ќе откриеш оваа лирско-епска твоја тоја страна, малце, знаеш што на човек станува запрепастен. Знаеш како Джим Кери кој ќе рече ја правам сериозен филм и сите викаме Ама какви му се сериозните филмови? страшно добри. Ама каква е првата реакција кога правам сериозен филм? Ја пред да почнам да пишувам едноки било што прво пишував поезија, така што ова е Да, тоа разбравме. Меѓутоа, нели, вајда секој човек си има повеќе личности, тоа се извадени стихови од книгата. Во секој случај, многу сум среќен што конечно ја издадов збирката песни. Се надевам дека уште збирки песни ќе излезат. Направивме супер промоција у петокот на ФДУ, објавив и на Facebook. Зошто на ФДУ? Мене ФДУ е моето, јас тоа така си го викам, моето панкерско дувло. Јас таму у тоа бифе ги поминав, можеби најубавите студентски години, младоста, многу ги стекнав своите пријатели, своите комуникации кои што ме врзаа со филмот, со све. И тоа место, луѓето што го водат тоа место, самата атмосфера е некако моја. Така некако ми изгледа. И кој сака да дојде, знае дека доаѓа на еден, тоа е студентско бифе. И кај мене нема, на моите промоции не се читаат мои песни и не се зборува за мене. Стварно не? Да. Што се прави? Доаѓаат луѓето, се дружат меѓу себе, пијат, разговараат. Сега дојдоа, претпоставувам, што ради времево, што ради други работи, дојдоа некаде околу 120-130 луѓе. Така нешто беше, по моја процека. Ама затоа по моите промоции почнуваат од 9, овој пат заврши од 3 саат,
И Добро си поминавте? не, јас го имам она чувство, знаеш, кога ќе застанеш рака од страна, ќе ги видиш сите тие, овој пат беа 120-130 луѓе, преклани кога излеза Тена со пенис, имаше 150-60 луѓе, може и 200 поминаа во текот на тие, тоа се 5-6 сата, не е... Ќе застанеш од страна, ги гледаш и тие луѓе како се дружат меѓу себе, како прават и ти викаат, але, фала ти што не викна, пошто немаше да се видиме со пола, овие не сме се виделе, знаеш, си се наоѓа... Фелата. Не само фелата, пошто таму има луѓе што сум учел средно со нив, што сум ги стекнал како пријатели низ животот, меѓутоа чувството, она најубавото чувство, кога гледаш колку луѓе те сакаат и те почитуваат, као нешто, као да си ја завршил работата на оваа земја. Штом толку имаш околу себе близок свет. Тоа е најубавото чувство. Голтка восхит од солзите на вечноста алудира дека овој наслов е лирски, дека овдека има возвишени зборови за љубовта и така натаму. Има Но овдека се. има и хардкор поезија. Има, а види го поднасловот на книгата како. На насловот имаш и... Не, вама, кај шо имаш и наслов, поднаслов. Билборд поезија. Што значи билборд поезија? А билборд поезија си е моја кованица, не знам дали некој го... Сите знаеме што е билборд, сите знаеме што се става на билбордот, сите знаеме колку билбордот лаже, затоа што маркетингот лаже. Truth well told. И Бог да го прости Лоренчичко, работев кај него е 6-7 месеци работев во Идеја Плюс, викаше пред да идеме на Копирајтер беше? да, пред да идеме на презентација, викаше деца хајде мало да лажеме. Страшен човек. Страшен човек. Али билборд поезија е нешто што кај мене пробува да се... Јас пробувам веројатно да го соединам она што излегува од срцето и она што го гледаат очите наоколу што постои, пошто ние сме цивилизација на билборди. Уметноста кружи околу вистината со цврста намера да не се испече од неа. Сакаш да прочиташ една песна апропо денешниот празник, пошто е нели револуционерен, а таа е песна посветена на Делчев. Те молам, дај ми со задоволство за да не ја прочитам 24 NATO Kitchen. И таа треба да ја прочиташ. Добро, ќе треба 18 да става. Што е 18-ка? Дека програмата е за наменета за Аха. возрастни од 18. Аха. А сега вака те представивме како Дедо Мраз, значи што значи и малите бебиња те гледаат. Да бе, ти си онакво за сите возрасти, да. Не, јас сум со родителски, кога сум сам со родителски надзор, а кога имам гостин, За сите возрасти. за сите. Значи ти си за сите. Добро. Светот е шоу на Делчев. Светот е детско игралиште, минско поле за да си играат невините. Детска игра, куц камен. Креда исцртана врз асфалтот на смртта. Скокај, дете, на една нога до пеколот. Светот е роденденска забава и проектилите за масовни уништување и ракетите со дострел до твоите соништа, со шарени свекички врз тортата на смртта, огномет за крајот на животот, а кловновите на ужасот под маските на хистерична смеја ги затвораат за тебе подароците на постоењето. Светот е свадба. Дјаволот се жени со воените профитери. Бескрајно оро за лажни миротворци. Сценаристи на постојаната апокалипса. И ороводците ја силуваат невестата, а бајонетот ја кине невиноста. А крвта на чаршавот и последната воздишка се воени трофеи од крвавата веселба. Светот е шоу, маркетинг кампања за дум-дум и напалм. Пријателски оган е одобрен од експертите. Колатералната штета е препорачана од докторите. Дебатна емисија, во која секогаш се согласуваат религиските фанатици, силувачите на верата и модерните научници, джелатите науката. Уби го различниот од себе, вирус за послабиот од тебе, а шоуто мора да продолжи, додека има осиромашен ураниум во камерите. Светот е рајска градина, во која цветињата на животот ги полеваат господарите на смртта. Одиме со првиот блок реклами.
ме заинтересира книгава твоја и ме дојми. Не е ова само љубовна поезија, овдека има и ангажирана поезија. Пред да почнеме со првиот дел на книгата, кој ме асоцира, во последно време, да ти кажам, да се одвоиме од книгата, па ќе не наврати таму муабетот. Ме фасцинираше еден твој Facebook статус, кој јас го објавив како твоја колумна, без копирайт, без ништо, и предизвика огромен интерес. Десетици илјади читања имаше само на мојот портал, твојата колумна. Парче од колумна беше. Парче од колумна. Не знам ја целокупно така, али Не, тоа... добро, да. Таа колумна треба, мислам, и Што требаше да биде објавена, па заради празник не беше објавена. Не, обратно, ја напишав пред време, пошто обично си ги пишувам ја во петок сабајле колумните. Петок сабајле за сабота да излезе. Ова знаев дека четврток, петок сум ангажиран, не сум во Скопје, све, ја напишав негде понеделник уште. А во вторник ми јавија дека нема број. И си реков, штета, до следната недела ќе ми пројде, мислам, нема да ми пројде, него ќе ми улета нешто друго интересно. И затоа ја пуштив на Facebook, ама го пуштив само делот за Рацин. Таму имаше и други ствари од секојдневна политика, што нема веза веќе, не се ни интересни, али тој дел за Рацин ми значеше и ми значи што толку луѓе го прочита и ми значи што имаше силна реакција. Ти навистина си бил на тие места. Мене луѓе после ме контактираа, ми покажуваа некои плочи каде бил гробот на Рацин и така натаму. Ти во таа колумна кажуваш еден факт, прво едно согледување за кој и што бил Рацин. Прашав кој се плаши од коските на Рацин. Кој се плашал? Да, и тоа е еден, ти објаснуваш таму, каде е гробот на Рацин и тука отвараш неколку прашања. Тоа е интересно, но интересно е, знаеш, здраво за готово го земаме Рацин, Рацин добар, супер, македонски автор, го сакаме, многу значен, дрн и така натаму. Ама ти му даваш една димензија, малце повеќе, ни треба некој малце да не чукне, за да сватиме колкаво е значењето на еден Кочо Рацин во поезијата и во уметноста кај нас. Ние во однос на некои работи во последно време сме окей, си ги почитуваме, си ги цениме или се бориме да ги вратиме на местото каде што треба да се вратат. Ама за некои работи сме уште кретени. И затоа руси, германци, американци, британци се пофраери од нас. Затоа што русите сигурно не би се однесувале со Пушкин, со Есенин, со Блок така. Французите не би се однесувале со Пол Верлен, со Шарл Бодлер така. Британците никогаш не би се однесувале така со Јејц, со Кит, со Шекспир. Американците никогаш нема да се однесуваат така со Марк Твен, со Ернест Хемингвеј. Ние сме малку луѓе, немаме кој знае колку многу, као територија сме имали, као бројност, као народ сме имали, немаме многу, а тоа го третираме као ништо. И ја затоа реков, кога ќе отидете у Париз се сликате на гробот на Джим Морисон, кога ќе отидете во Русија се сликате на гробот на Пушкин. Зашто бе ја не можам во Македонија да се сликам на гробот на Кочо Рацин? И кој е Кочо Рацин? И колку е важен Кочо Рацин и што е Кочо Рацин, пошто Кочо Рацин да живееше во Русија ќе беше писателска икона. Да живееше во Англија ќе беше писателска икона, затоа што човекот е гений во поезијата, затоа што е револуционер, затоа што попатно почнал да работи на македонската азбука. Тоа се све различни компоненти на неговиот лик. Така, македонската азбука е врзана со македонскиот јазик, македонскиот идентитет. Револуцијата си е револуција. Така, борба за слобода. Поезијата си е уметност. Ама ние и денеска да ги прашаш повеќето луѓе кој е Рацин, ќе ти кажа дека е поет, велешанец, бил глув, бил грнчар, бил сиромашен, пишувал на свеќа, не слушнал, ја напишал, бил заљубен во Раца, го земал незиното презиме, на лопушник може и да не знаат кај е убиен, го убиле затоа што бил глув. Толку. Бели мугри, толку. Рацин има. Јас се бидејќи работев документарен филм за Рацин, бидејќи работејќи еден друг документарен филм за Кузма Јосифовски Питу, разговарав со еден, му правев интервју на еден првоборец кој што се вика Петар Ивановски Тикварот, се надевам дека човекот уште жив, беше многу стар јас кога го интервјуирав. Ми раскажа некои работи за Рацин, бидејќи лично го познал, не само што лично го познал, него и лично му било дадена наредба да му ја соопшти на Рацин одлуката на Комунистичката партија за негов бојкот, што е еден од најстрашните периоди во животот на оној краток живот на Рацин.
и ние му си имаме одолжено за све што има направено, така што коските му се ставени во шахта. Ја тоа го викам шахта. За мене тоа е шахта. Ако е тоа споменик, ако е тоа костурница, ако е тоа... Но ти таму напиша дека претходно неговите останки биле во црква. Во Свети Пантелеймон, кај што си се градските гробишта во Велес. Тие си се во Свети Пантелеймон црквата си се гробиштата и некој... Значи он бил закопан на тие гробишта таму. Он е прво закопан таму кај што е убиен, кај што е ликвидиран, нема тука несреќен случај, мене никој жив не може да ме убеди дека е тоа несреќен случај. Објасни малце зашто. Ќе објаснам. Тука е закопан, после ослободувањето 45-та година е откопан и стаен на Велешките гробишта, црквата Свети Пантелеймон, и на 70 и некоја година некој му текна да ги земе коските, да ги стави во ковчеже и да ги фрли во костурницата. Пак ќе кажам. Кој? Некој се, не знам ја кој, некој одлучил дека и он треба да биде таму. Тоа би требало архивот на Македонија да најде такви Па документи. јас ја почнав процедурата, полека се заинтересираа, да речеме, ми излега во пресрет првите луѓе во државата, кога го слушнаа тоа, се видов со некој од нив, има голем После интерес. колумната? Да. После објавувањето. Добро? И има голем интерес за да се истера целата работа и да го извадиме и да му направиме гроб. Ништо спектакуларно не треба да биде тоа. Треба да биде гроб на Џим Морисон, ја мал гробот, така си бил во која веројатно. костурница велиш дека се Во ставени? таа костурницата, главната велешката костурница, Така. што е спомен костурница за партизаните. И таа си е во се е тоа во ред. Таму се погребани не знам колку велешки партизани што го дале животот за слобода и сето тоа е во ред. Меѓутоа Кочо Рацин не е само партизан. Тоа е разликата. Малце е поинако се. Не викам дека овие луѓе и Кочо Рацин нешто тука треба да ги Диференцирам. Да, меѓутоа Кочо Рацин има поинакво значење за Македонија. Многу луѓе го дале животот во Првата и во Втората светска војна во Русија, меѓутоа пак на писателеви им ги знаеме така, нели, не го знаеме на Моцарт, ама сите зборуваме дека е срамота што Моцарт е фрлен во дупка. Во масовна гробница. Така, Така? така. И тоа е еден од најголемите срамови кои они искрено си го признаваат. За да не се повтори истото, сметаш дека има шанса дека ќе може CSI кај нас да се најде, сметаш дека е тоа во ковчеже ставено Кога или го постирав тоа, еден човек ми напиша на Facebook дека баба му, баба му мислам дека учествувала во целиот тој процес, била против тоа. Меѓутоа сите се стаени во ковчеже, ама тоа не е проблем, ќе се отвори, ќе се слеза специјалци и ќе кажат. Ако е во ковчеже, веројатно има некаков белег. Бележано е нешто, се знае кој каде шо. Ако се само фрлени коски, и така има начин. со ДНК? Ману има. Македонија има такво нешто. Ману има, викаат дека има извонредна лабораторија. За ДНК анализа. Така е. Значи ова ќе има шанса да се истера до крај заради почит и достоинство кон големиот автор, уметник, револуционер и еден од најголемите поети, за сега најголемиот поет во историјата наша кој го знаеме, Кочо Рацин, да има достоен гроб. Ја цело време пробувам, намерно го спомнува Џим Морисон. Така е, и добро го спомнуваш. Сакаш да отидеш у Париз, кога одиш у Париз, одиш на Ейфеловата кула, одиш, не знам, Лувр, одиш да видиш Версај и одиш гробот на Џим Морисон да го видиш. И сега, Кочо Рацин е нашиот Џим Морисон. Апсолутно се согласувам. Изворедно ти е тоа размислување и драго ми е што мал се помогнав да се потурка Има Рацинови средби, има луѓе што сакаат. Како не? Еве ја лично сакам да отидам навечер Формално таму, да ние- отворам вино и да му читам на Рацин мои стихови. Таква будала сум. Како на Бајрон гробот што оставаат вино и ружа. Или на По беше тоа. Секоја година имаше така нешто се случуваше. Ама има. Тоа е, мислам, тука треба да се ангажира државата, градот, све треба да се ангажира. И ја не верувам дека е толку комплицирано. Тоше Проевски сосема заслужено си доби убаво место кое го обележува како еден од најзначајните пејачи во Македонија. Така, Кочо Рацин ништо помалку не заслужа. Ми се допаѓа оваа иницијатива и сосема заслужено. Затоа што, сакали или не, сите ние, низ процесот на воспитување, знаеме барем некој сегмент од неговите
неговите дела, кој го отсликувал македонскиот Да, народ. и неговиот живот е филмска приказна. Е убаво е на пример да се убаво Филмува. Не само да се филмува, него е убаво да кога учат основците, средношколците, да знаат малце повеќе од колку овие податоци што се општо познати, а кои што не се баш совршено точни. Затоа што тој краток живот на Кочо Рацине е препон како и на секој поет и со револуција, и со живот, и со смрт, и со љубов, и со жени, и со све. Добро го имаш проучено неговиот живот? Па, можеби некако што добро го имаат проучено одредени историчари, колку ги знаат неверојатни детали, ама Постои ли негова официјална автобиографија издадена кај нас? не мислиш биографија, некој да напишал. Да напишал некој Па биографија? не знам, не, постои едно убаво издание од 7-8 книги како собрани дела, каде што има и стотици интересни коментари на негови современици, каде што се собрани сите негови дела. Меѓутоа сега детали, пикантерии и такви работи не сум сигурен колку има, меѓутоа постојат во историските податоци, се наоѓаат, се знае точно која му била најголемата љубов, дека тоа нема врска не е Раца. Раца е платонска љубов, можеби дури само да е игра, хир него. Никогаш не се запознале, никогаш не и Никогаш пришло. не, она го гледала, се гледа, пошто он бил постар од нејзе, после тоа нели прекинува да се школува и она самата кажува, има еден документарен филм, снимана е она интервју со нејзе пред да почине, си кажува жената сама вика мене никогаш не ми пристапи. Дури дел од песните, Каква возвишена љубов и восхит имал спрема неа. ама он имал девојка. Он имал вистинска љубов, имал љубовна врска со Невенка Вујич. Оваа му била инспирација. Има дел од песните Невенка Вујич ги носи кај нејзе, кај Рахилка, кај Раца. Што зв... Да, Невенка Вујич е Какви односи се тоа, На човече? Невенка Вујич е керка на српски, нели тогаш е Македонија под Србија во кралството СХС и човекот кој што дошол со своето семејство да работи, бил преопределен во Велес да работи, така се запознаваа. Само биле од интелектуално отворено, слободумно семејство и веднаш го прифатиле Рацин, кој што бил и писмен и интелигентен, само бил многу сиромашен. Виделе дека нивната керка е во љубов со него, доаѓале професори од Српската гимназија, од Велешката гимназија, да ги убедуваат да ја забранат на Невенка да се Гледа се. гледа со него и ги бркале овие кои сте вие да кажувате. Мислам напредни луѓе. И тоа не му е една од. Зашто не седнеш да напишеш сценарио? Ке биде и тоа. Сега веќе има, се работи едно за серијски филм, што мене ми е многу драго. Бидејќи има веќе бурни реакции, некако ги утнуваме работите. Еве снимаме филм за цар Самуил, Лазар Ристовски. Ќе го слушаме сега како цар Самуил ќе збори на Л. Види се, вака нешто ти кажам. Јас сум од тој свет и ништо не сакам да коментирам пред да видам. Тоа ја Им коментирам и не ти Да, им посакувам среќа, тешко ќе им биде, знам, ама муабетот ми Со беше ваков прашал режисерски нејмар ќе биде многу тешко и ќе мора да глумиме дека е тоа добро. ме праша за убиството. Ја тврдам дека е убиство, многумина тврда дека е убиство на Рацин. Добро. Па официјалната приказна вели дека му викнале стој, партизаните колеги, он не застанал бидејќи бил глув. Му викнале уште една стој и го утепале. Тоа е така кажам. Меѓутоа се има тука детали, нели? CSI лопушник. Убиството се случува на слободна територија, на голема слободна територија, која што се само партизани. Печатници има таму. Не би било печатница сигурно на неслободна територија. Таму се печатат. Рацин е веќе полуго време таму, жив среќен дека може да се посвети, тоа е периодот кога ги собира, го објавува книжујето со македонските народни борбени песни. Почна да работи на македонската азбука. Тука Тоа е доаѓа, време после бојкотот? тоа е време после бојкотот. А зошто е он бојкотиран пред да го кажеш ово? Многу е битно да се свати атмосферата и окружувањето. Се случува српска и бугарска окупација, се случува уствари да он практично живее во илегала како комунист. Сите комунисти во тој период живееле во илегала затоа што кога ги носели во затвор не било како денес во затвор кога ќе донесен, него таму он како се вика не е глув, туку му е ослабен слухот од преголеми тортури. И си има, он кажува, како што, кој како тепал, на кој начин. Си постоја такви. Од многу малтретирања му
Оштетен слух, добро. бил оштетен малку слух. Претпоставувам од удари што ги добива. Да, тоа сериозен. Така има на пример еден негов современик кој пише во тој комплет книги опише како се запознал со Рацин Келеј, кога го видел го опишува како изгледа, бил поцрнет од ќотек. Има на пример фотографии оние што се профил, политички фотографии кои што го гледаш Рацин дека го сликале во момент кога е уапсен, се гледа колку е исплашен, пошто знае што го сам не било играчка тоа. Они живееле вистински легален живот каде што од ќотек може да те убијат, се заборавале од тепање. Така. Единствените луѓе со кои што комуницирал биле неговите другари од комунистичката партија, така. И наеднаш комунистичката партија носи одлука за целосен бојкот. Што значи целосен бојкот? Дека никој не смее ни здраво да му каже. У тој период на територија на Југославија, Загреб, Белград, кај што се движеле они легално, единствените места каде што можел да најде работа, помош, пари, каде што се действувало, биле тие места. И наеднаш он доаѓал во периоди во тој бојкот кај што немал што да јаде. Да не бил Коста Циривири и дуќен од него во Белград и умрел од глад и ќе се самоубил. Сам го признава тоа. Бојкотот, според тврдењата на како го викаат Покринскиот комитет, сега тука историчарите ќе ме фатат за уши, ќе ми исплескаат, пошто не ги знам точно. Меѓутоа, според муабетот е дека они сакаат да го добиваат бојкот затоа што српскиот бан сакал да му ја објави книгата Бели мугри на српски. Рацин го прифатил тоа. Српскиот бан се смета за непријател, за окупатор, све. Рацин прифатил да му биде објавена книгата на српски со предговор на банот. За тоа му се налутила комунистичката партија, му укажала дека не е убаво тоа да го прави, ама он демек суетен поет рекол кој ве врти. Тоа е една од причините. Втората многу поголема причина е тоа што јавно зборувал дека македонскиот огранок на комунистичката партија е гранапче, кепенок, фолиранти, јавно им го кажал тоа во лице. И третиот најкрупен ги критикува. Да. И третиот најсериозен проблем е кај уствари наредбата зошто доаѓа од комунистичката партија на Југославија да се спроведе тој бојкот е Мирослав Крлеша. Односно, ај вака сега поред. Во Коминтерната, во Советската комунистичка партија доаѓа судир помеѓу еден лик што се вика Троцки и еден лик што се вика Жданов. Жданов барал литературата, уметноста да биде целосно во функција на комунизмот, на социјализмот. Троцки не се согласувал со тоа. Во Југославија за Троцкист го сметале Мирослав Крлеша. Сите писатели добиле, сите интелектуалци во комунистичката партија, меѓу кои Рацин, добиле наредба да пишуваат текстови по директива против Крлеша. Рацин одбил. Рекол, не можеме на човекот што му се восхитувам да го плукам и вреѓам заради тоа што дошло некоја глупа наредба. Бил комунист, бил предан комунист, ама бил индивидуалец. И ова се случува за време на Втората светска војна. Малце и претходно. Малце и претходно. Тука негде меѓу 39-та и 40-та. Така. После Бели мугри. Мислам дека е така, после Бели мугри. И сите тие работи му се удираат од глава и да, човеков Перо Ивановски му било лично му ја соопштува веста. И сега според неговото сведоштво дошол му кажал ние одлучивме бојкот. Рацин му рекол бојкот? Ој му рекол да бојкот. И Рацин му рекол добро. Станал и си отишол. Така изгледала ситуацијата според раскажувањата на Перо Ивановски и самиот Перо Ивановски каже ја во тој момент вика му го соопштував тоа на партиски другар кон кого беше донесен бојкот. Нити вика знаев за Бели не знаев кому му го соопштувам тоа. Али тоа е Него ни познавал Рацин. Не, он сега они се познаале меѓу себе, ама не му ја знаел вредноста уште. Покаваќе му така. Јасно. Добро. И тој бојкот е ти кажувам, имало момент каде што он сакал да се самоубие. Знаеш што го спасува да не се самоубие, пошто немал што да јаде. Сите го бојкотираат. Од една страна, овијате Спомна Циривири. Коста Циривири. Коста Циривири е човекот од Белград кој што ги згрижувал сите македонски Кузма Јосифовски Питу, Кочо Рацин, Коле Неделковски. Практично тоа било местото каде што у Белград се ширело на македонштината. Многу важен лик е тој Коста Циривири, барем од пази, јас морам да кажам нешто, не сум ја историчар. Сам многу историчари ќе ми најдат грешки и утки во муабетот. Меѓутоа, отприлика 99% вака некако. Веќе се искажа и добро се огради дека историски можеби не сме. Не си историчар, нели збориме
збориме од некој Само имам многу читано, уметнички. и то имам читано и Раскажувам. разговарано со историчари, Добро. пошто мене ме интересира баш како правев документарецов сега за Рацин, што одеше на МРТ. Замисли од една страна најблиските луѓе да бойкотираат, ни здраво не смееле да му речат. Да речеме, има едно прекрасно сведоштво на една девојка која што била восхитена од поезијата на Рацин и го видела кај Коста Циривири. Знаејќи дека не смее да му каже здраво, целото чувство го опишува како собрала храброст да отиде да му рече здраво, пошто ако ја видел некој ќе биде и она бойкотиран. Вау. Опасно било. Ама проблемот е, сакам гледачите да пробаат да сватат, од една страна единствените блиските бойкотираат, а од другата страна не можеш да си отидеш кај некој други, пошто од друга страна секој момент те чека затвор или ликвидација. Тоа што те брка жадармерија. Прогонета беше комунистичката партија, така. Не било играчка Како да си субверзивно. не било играчка да си Така. комунист. Така. Знаеш, лесно е ти да си комунист во 72 година. Фрајерски било да си комунист тогаш. Или денес. Што денес? Да глобиш комунист. Нема комунизам, Нема веќе тоа е комунизам. умрен. Така е. Најчист комунист што го видов во последно време беше филмот за Трамбо што го направија. Гледај го. За кого? За Трамбо. Еден од најдобрите холивудски сценаристи. Кој што бил прогонет. Аха, да, сега ми текна. Затвор, све. Го игра фраерот од Breaking Bad. Како сега го поврзуваш се ова со убиството? Смртта, не, убиството е многу интересна работа. Имаат многу истражувано, еве ја што се официјални и официјални за мене. Официјалното е тоа го кажав. Му рекле стои, не знам што. Другата приказна е следната. Малце затоа реков CSA лопушник. Прво, тоа било слободна територија. Во муабетот, во официјалниот муабет се вели дека стражарите мислеле дека е непријателски војник. Он уствари им носел храна. Од каде им носел храна? Како таму може да дојде непријателски војник? На територија од 10, 15, 20, 30, 100 километри, слободна територија, која будала сам од, не знам, бугарски војник или балист или не знам кој војник, ќе се осмели сам да влезе. Втора работа, ноќта, според сите сведоци што биле тогаш присутни, била светла, со силна месечина. Трета работа, убијање од 6 метри, 7. Ако овој бил глув, тогаш овој бил ќорав. Така? Ја го запознав човекот, Не бил ќорав. нити ќорав, нити злобен. Неколку дена пред да го Има тука некоја намештајка, многу скршен човек. неколку пати пред да вечерта да дојде кога го праќаат чудно него во 3 саат да носи јадење, он постојано повторува и неколку сведоци живи постојат што го кажале тоа, мене ми нема живот со Страхил Гигов. Мене ми нема живот со Страхил Гигов. И страх и трепет се заврши. Од кога е погоден во стомак, жив е. Умира после 6-7 саат. Не го однеле у болница. А имало партизанска болница. Имале тоа на импровизирано. Има многу сомнителни работи околу, пошто не бил глув и со оштетен слух е голема разлика. Пак ќе кажам, најсомнителна територија е слободна територија. Штом си донел печатница таму, очигледно не очекуваш да ти упадне бугарски војник у секој момент. Ова ми е доста интересно, сега се обидувам да се сетам, многу одамна јас служев во Југословенската народна армија и проучувавме и борбата и начините за тоа која не обучуваа за стража. Значи, уште во тоа време, самиот почеток, се воспоставиле правила на стража, како стража реагира. И не учеа вака. 3 пати викаш стој, 4-тиот пат пукаш во воздух. Добро, ма е ова војна. Значи, ја ти кажувам стари полковници кои ни раскажуваа како војувале, како обезбедувале и во тоа време. Професорката Ачковска тврди дека Мино Миновски не е убиец и покрај тоа ти што го познаеш, професорката Ачковска тврди дека не е убиец и дека е мрежа сплетена, смислена како да биде. Многу субверзивно, многу во едно такво време и така... Во тој период, и ова го заборавив да кажам, во тој период инструкторите на Југословенската комунистичка партија Темпо
и Добривој Радосавлевиќ доаѓаат во жесток судир со раци заради македонската азбука. Го прашувале што ќе ти е македонска азбука кога вие имате азбука. Мислиме на српската. Знаеш, ова се интересни работи, нели даваат една добро милје на целата работа за да се разбере. Во документарецот за Кузмин Јосифовски Питу, што го правев, има цитат од писмо, наредба на Темпо, да се исчисти македонската комунистичка партија од сите интелектуалци, да се стави на нивно место од луѓе кои што макар и не знаат да мислат, меѓутоа мора да помине југословенската идеја. И наеднаш после тоа почнуваат да ги чистат интелектуалци. Не викам дека се сите ликвидирани. Ја лично се сомневам дека и Кузмин Јосифовски Питу е наместен. Ама нели за тоа треба да правиме CSI Втора светска војна. Знаеш, сега го гледав овој филм Златна петорка, каде што режисерот убаво елегантно ја објаснува целата работа, ама убаво елегантно без многу да се замери, некако не го акцентира премногу да не создаде пизма со филмот, иако се гледа дека тука има и началник Славко Штимац кој го дури изненадувачки добро го глумеше ликот, еден Славко Супер лик е Штимац. Славко Штимац. Да, не, ама да се најде во таков негативен лик да глуми. Да, бе, неговото лице па е Да, толку да, позитивно, да. Така што целата приказна, знаеш, да се сведе, ете, она била лудача, таа Загариева. Чекай, не кажу, не сум го гледал, кидам да го А не си го гледал? Не сум го гледал. Ау. Сега беше премиера, така? Да, ја го гледав во Синеплекс, така што Не сум го гледал, не. интересна работа за тој филм. Ќе го викнам и Тренчевски, сигурно ќе поразговараме и со него. Као ТВ филм и као филм воопшто мене најбитната работа. Мене ме залепи со внимание да го изгледам цел. Што за македонски филм за мене е енормен успех. Бидејќи јас секогаш почнувам као и за книга, као и за филм, као и за уметност. Првин натераме да ја прочитам, а после ќе збориме ти дали е добро, дали овдека уметност има, дали има продлабоченост. Ти успеваш да бидеш комуникативен и да ме натераш да го прочитам твоето дело, или да седнам да изслушам твојата песна, или да го изгледам филмот, тоа е веќе огромен, грандиозен успех. А секако ќе збориме дали ќе има 3, 4 или 5 звездички. На новата македонска генерација режисери, а тоа се 3 дена во септември и Ичган. 2 филма. Се подобро и подобро. Да. Се подобро и подобро. Конечно излеговме од онаа дибек фаза на копита. За жал, тие режисери се уште живи и снимаат филмови, цицаат добри пари од државата, затоа ќе се смееме сега на некои нови македонски спектакли, ама ќе треба и тоа да го преживееме. Но младава генерација, да, во право си. Да се вратиме на раци. Така што муабетот некако, ако му го следиш животот, многу се сомнителни потезите што се со од бојкот преку убиство, за мене ликвидација ете несреќна смрт. А зошто тогаш таа демагогија па се толку во македонското општество за времето на комунизмот му се дава таков пиетет? Кочораци, да, на Кочораци ние го изучуваме максимално во школа. Не, добро, он и бојкотот поминал и сето тоа поминало, меѓутоа не значи дека не велам ја дека тоа е заговор смислен од целата комунистичка партија. Него луѓе одредени. Да. Так. Ова го потврдува. Имало и други луѓе таму кои што ова го потврдува со Златната петорка, ти не знаеш како ќе ти се поклопат работите. Затоа ја викам има комунисти и комунисти. Така. Имаш доблесни луѓе и недоблесни луѓе. Така, не негираме све, ама тие што го злоупотребиле и со тоа за... Кузма Јосифовски бил комунист. Ако мене ме прашаш, бил комунист, а Кузма Јосифовски Питу е човекот без пиштол. Гоце Делчев бил социјалист. Мастермајндот на организирање на ова што денеска го славиме. Еден фраер и тоа да го видиш, а да беше американец, до сега имаше 300 филмови за него. Така. Прво како изгледа, ќе се потепа кој да го глуми, дали Гери Олдман или не знам кој. Второ, што правил, трето, невидлив бил. И он е фраерот што му текнало, чекај бе, правиме мрежа за востание, за револуција, во бугарскиот дел, а бугариве се ненормални, не колат, не убиват, биле многу страшни.
наместо да почнеме да го создаваме кај што се италијаниве. Пораспашена команда биле. Така е, жабарите. И таму нешто треба да му текне на некој тоа. Пошто претходно гинат еден по еден. Така, и Страшо Пинџури, Мирчацев и... А бугарите крваво во тоа време Многу, ги многу. масакрираат се. Филмот Истрел тука треба да И ни го прикаже. Пак ќе го спомнам Рацин. Го има кажано и го има во тие книгите, во комплетот, каде што самиот кажува, постои информацијата запишана е. Вика, ме тепале германци, ме тепале хрвати, ме тепале словенци, ме тепале срби, бугарите како што тепаат. Бугарите како што тепа. Сакам да кажам дека јас колку што можам ќе го терам муабетот за вадење на коските на Кочо Рацин и да му се направи пристоен гроб. Не треба да се прави не знам што. Он живеел скромно, треба да биде скромно и убаво тоа што ќе изгледа. Ама да биде гроб. И нека биде во Свети Пантелеймон кај што веќе бил погребан. Вака, се ова добро што го кажа, би сакал да акцентирам апропо на разговорот, бидејќи беше овдека директорот на Државниот архив на Република Македонија. Голем број од десијата се уништени, значи збориме и за стотици илјади. Чекам да дознам кој пред осамостојувањето на Македонија, човек конкретно со име и презиме, со камион ги носи и ги уништува. Втора работа. Не, ова не ти наметнувам тебе, ја го акцентирам затоа што се поклопува со приказната. Зошто се поклопува? Ако постоел, не можеш ти да ископаш гроб нечив, да земеш коски и да ги ставиш во партизанска костурница илегално. Не е илегално, легално е, тоа била комисија Значи, направена некоја и сигурно значи, било... ако има комисија, има документ. Има, ама ти викаш не можеш. Абе, види, не можеш ти да земеш еден град и усред града ставиш фабрика со олово и цинк кај што се топи. Ама гледаш дека можело. Така, здравиот разум вика не можеш. Не, зборам мора да има документација. Не, За сигурно има таа преку Сигурно таа има. документација ќе дознаеме кој, зошто, каква намера. Ќе дознаеме, таму ќе мора да има образложение. Сојузот на комунистите на Велес одлучи на седницата таа и таа, коските да му се пренесат тоа образложение поради тоа. Ќе го дознаеме зошто е направено. Искрено ти кажам, искрено, наискрено, вака сега. Не те интересира ничеш. Уво ме боли, сакам да ги извадиме коските и да ги вратиме у гроб. Така ќе ги најдеме коските. А не, коските мора прво да се отвори и да влезат специјалци доле. Толку те. Значи, за почеток. прво не знаеме дали се таму 30 ковчежиња или е вреќа. Како што посмртните останки знаат да ги собере. Ако е бележано, во тие документи ќе стои обележано, тој го Тоа да, потпишал тоа гробарот, точно, така. ово она, така ќе ги најдеме. Ако се бележани се За до тоа тоа зборам. Така. Конечно, тоа е тоа све што мора да излезе на видеолина. И конечно да се тргне еднаш на страна, што се вика да отидеме и да седнам таму да пијам вино и да ми ја рецитира Шленка. Тоа сакам да го чујам. Сакам таму, да седнам со тебе, црно вино да се напиеме и тутуноберачите да ја чујам од твое грло. Не, како не нося на екскурзии, наваму, натаму, децава, прво, второ, трето, пето деление, ќе ги спакуваат и ги одесат, еве го гробот на Рацин, така. Читаат поезијата, учат за него, еве го каде е. Дел од наставна програма е, така? Апсолутно. Може да го однесат и на гробот. Еден дел од книгава ти го имаш насловено Мугри. Да, тоа Дали е. ова треба да парафразира на... Треба да парафразира, тие се ангажираните песни. Тоа се белите мугри. Ајде, време е за вториот блок реклами. Молитва за парталавите души. Може ова? Слободно. Огладни за профит, жедни за моќ, здебелени од зло, облечени во ужасот на убиваните, силуваните, бомбардираните, ограбуваните, понижуваните, запрете малку. Земете здив. Едно деноноќие е примирие со Бога. Да ве измиеме со солзите на проклетите. Да ве прегрнеме со тагата на несреќните,
да ве згрееме со немоќта на страдалниците. Дајте да ви ја закрпиме парталавата душа. Со молитвите за утрешниот ден, да го видите топлото лице на животот, во тишината на кротките. Гладни за профит, жедни за моќ, станете малку од трпезата на суетата, за да ја вкусите радоста на љубовта. Книга на поезија е поделена на повеќе делови. Секако највише, не многу пиетет дадовме на делот Мугри, посветено на Кочо Рацин, нели, апропо и твојот ангажман, документарецот, колумната, навистина возбуди многу духови во држава. Но овдека има уште неколку дела, гледам. Музи, гласови, за гласовите зборуваше, за музите ми рече, не смеам да те прашувам, Така е, се си пишувам на. бидејќи джентълмен никогаш Да, не разговара јасно. за тие работи. Исповеди, Тоа е интересен дел. Тоа се колку е личен исповеди? Искрена исповеди? секоја песна. Нели, ја не верувам дека има поет што пишува неискрена поезија. Стварно мислам така. Не зборам за тоа. Исповед е сосема нешто друго. Добро, не таква исповед, ама и ова е исповед. Допири? Плюс 18. Прошлата емисија стварно добро забележи, многу теравме мајта, повде бевме многу по-камерни. И допери е исто джентълменски дел и последното е чувства. Тоа се 5-6 чувства опишани. Значи, од ангажирана до најинтимна поезија. Да. Да, реков, тука е собрано практично 20 години пишување поезија. Добро е, она што ми го покажа, што го прочитавме, навистина делува импресивно, морам да ти кажам. И особено таа од ангажираната. А овие другите, ја го загубив, сега го држев никаде. Лаж го ја бараме. Лаж го ја бараме. Некако ми ги посветува песните. Прво е за шоуто, за тие суетните и така натаму, сега за лаж Ама го. ова е лаж го баш Ова поетска некако- исповед. Да. За... Не се вика поет песната, се вика лаж го. Гледаш дека треба на книга, на промоција некој да ги чита. Например, мојеше синоличка да ти ги чита. Па ја би сакал да ги читам, меѓутоа она чита добра поезија, ама ја не сакам да има читање на моја поезија. А особено не сакам некој да зборува за мене колку е Русјаков талентиран. Значи, Со Русјаков... секоја почит на кон сите поети кои што си го прават тоа, Дај ми тројка. Русјаков е многу талентиран, и многу фин, многу паметен, флуктуира помеѓу флуктуира помеѓу свесното и несвесното. несвесното, млад ерген, годен, паметен, добро ситуиран, не е сиромашен како Кочо Рацин, не е оженет. Зашо си шириш бара спин средната муавети? душа. Си извинувам, нешто Спин. спин кажев? Не. Да, добро. Добро, си извинувам. Сите девојка го сакаат да ми пишат. Ја ќе ви добро ситуирам под кире. Добро ситуирам под кире. Кој може кај Версаче, да не си кај Версаче Не ме, под кире? ај не ме прашај. На свеќа пишеш? Не. Пишам само наутро. Кога има Одбилно. сончева светлина? Само наутро. Не Само можам, наутро? да. Јас сум ноктурнал, па Не, за не, разлика не. И од тоа ако може да се почне од 7 до 11-12, само наутро. тогаш ти се Најчиста соковит. свест. Нема ракија, Иако повеќето Нема- поети, иако повеќето што нема марихуана, нема ништо. Иако моите омилени поети сите се опиумаши, винаши, ракијаши, алкохоличари. Ама сега тоа после 12, на пладно. Не, они биле луѓе стварно пијаници и така пишувале и на нивниот гени тоа не им пречело, ама ја само свесно пишам. Лажко. Заспиваш ко поет, се будиш како поет. Со главоболка, со расипан желудник. 100% лажго. Мажите војодат војна околу тебе. А ти си убеден дека треба да водиш љубов со нивните жени. Нуркаш низ себе за да стигнеш
до својата грда и бушава глава, со очи без поглед, стаписан, немаш сила, немаш ништо. Ти снемало кафе во орманот, твојата дебела мачка повторно е трудна. Ти нешто, демек чукаш по компјутерот, чукаш за љубовта. Клинци во собствените дланки, не можеш да ја изфрлиш од себе. Си се приврзал, си се влюбил. Се приврзуваш до бескрај, се влюбуваш силно во погрешни суштества, во жени без оган, во жена со тетовиран делфин на душата, што сношти ја тресна твојата врата, во жена која турка инвалидска количка со спомени од детството. Имаш портокал на масата што чека да го изедеш, во мигот кога сакаш да си изгризеш себе. Те нервираат мувите, демек си таже. Сонцето изгреа само еднаш изутринава. Ѓаволот постојано ти додева. Со некакви договори сака да те носи на пијачка, да ти купи курва, да не ти пречи што е ѓавол, ама постојано ти се внесува в лице. Сакаш да го нокаутираш. Каков ебен пекол, немаш еркондишен. Ти звони телефонот за последен пат, таа го раскинува договорот со тебе. Не сака да биде во твојата следна песна, во твојата страстна преградка, во твојот изгубен ритам, среде кој си допирал многу жени, среде кој неа нема да ја допираш никогаш. И го испишуваш името под зидовите, по атомите на твојата душа, како антологија на болката, како бела мугра што нема да те раздени, како огномет страсти што не пукаат за тебе. Тежок ден, долг ден, твојот пат до Итака, до зајди сонцето, што ќе зајде само еднаш, за да заспиеш како поет 100% Лашко. И тука го има Рацин, малца. Го има. Сите три стиха и антологија на болката и белите мугри и огномет Се насловите од неговите. неговите. И успеа да го склопиш во една таква интимна исповед твоја овде. Во модерен стил, нели, како што... Во ритмот на денешното време. Знаеш, имам чувство дека од една страна има многу луѓе кои се обидуваат да се пробијат како писатели, како поети, од друга страна како да не сме, како да постои некоја општа мрза, како да не постои некаков ентузијазам. Ја ти се восхитувам тебе од каде ја влечеш целата таа енергија. Ти кажав од зад куќа. Од зад куќа. Кај ја наоѓаш, не тоа ти, од кај ти инспирацијата, од зад куќа. Што имаш зад куќа? Немам куќа. Ама имаш трудна мачка. Немам, сега е. Добре. Не треба да ми се восхитуваш и во принцип ја мислам дека писателите, поетите, ако се доволно искрени кон себе, ќе биде важно пред се да пишуваат. Секогаш е важно нели што ќе ставиш во стомакот, на многумина им е важно да доживеат славата. Меѓутоа, ако погледнат околу себе, прво нешто што е важно да излезе тоа од нив, што ги... Се друго понатаму, прво избрале да бидат уметници, да се разбереме. Никој не е должен на оваа планета, барем тоа е мојот став, да работи, живее за нас уметниците, да уметноста или ќе допре или нема да допре. Кај некој, како кај Ван Гог, допрела години и години по неговата смрт. Кај некој, како преска што не го покажа, како Енди Ворхол, стигнала во времето на неговиот живот. Боже мој, и нема љутиш. Ја така гледам. Кој што е некрофилска уметноста, индустријата околу уметноста, добро е и навистина нема љутиш и да те радува кога еден уметник за својот живот ќе ги добие сите ловорики и она што го заслужува. Види, еден човек да се восхити од мојата песна, јас веќе имам публика, имам читател, така? И некому сум му променил нешто во животот. Нема оправдание, нема потреба. Не знам каде би идел муабетот кога поетот би се образложувал зошто твори. Тоа е да збориме за мултидимензионалност овдека во 3D простор. И сега разбери го, и можеме само абстракции да збориме, можеме само патетики. Да, и сите различно ќе ти кажат. И сите различно ќе ти кажат.
Значи, збориме за нетварлива материја, за нетварлива енергија, за енергија која ја сме Ја имам супер ја едноставен чувствуваме, одговор. ама нити ја гледаме, нити имаме емпириски доказ за тоа, нити можеме да ја канализираме, нити можеме да му ја пренесеме. Едноставно тоа е што го викаш ти. Прво да излезе од мене, не можам, ќе ми излуди, ќе полудам. Како филмот Пи, кога го дозна бројот за креацијата, мора да излезе од мене, ќе полудам. Не излезе од него, полуда. Борхес нели вика има една планета, од таму ми ги праќа. Друг вика од Джигеров ми искача. Ја викам кога ме праша како пишуваш, зошто пишуваш, која пецта, ја викам наједноставен одговор, па не знам ништо друго да правам. Бушон не знам да смеам. Штурец еден. Не, добар си, те бива. Дека не си само веш со зборот покажуваат не само и книгите, туку ти во секојдневицата за да се снајдеш, ете, документарецот за Рацин. Снимање на филм, ако не се лажам. Па дај Боже, ќе видиме. И тоа ти е До година. проектот. Но Првиот, ти конечно. секојдневно не си кој се буди за разлика од жените си ги тријат очињата затоа што немаат ташачиња да си ги почешат како ние мажите, туку седнуваш имаш работиш. Работиш сценарио кој не знам кој знае, кој не знае, сеедно ти си еден од главните копирајтери на Еднооки. Нешто што веќе обстанува. Колку години цепате вие веќе? Сега славевме 2016 славевме на 1 април, пошто на 1 април ми беше првата епизода, на април или стварно така се погоди. Така? Ништо намерно, 10 години. 10 години. Сега Каков- почнавме 11-та сезона. Каков јубилеј е тоа, Да. 10 години. Не, тоа јас сум го кажал 100 пати, тоа е еден од најважните делови од мојата душа, од мојот живот, тоа е чудесија. Прво направивме бренд, второ тој бренд многу го сакаат и многу го мразат, што кажува дека Е гледан. е гледан, дека има дека оставил нешто. Фала ви што го вративте Киро. Па нема врска, никогаш ние нешто. Кога влезе Киро кај Чом и Стивен Хокинг, леле како сум рикал од смеј. Леле како сум се смеел. Имало периоди кога сте имале и падови и викам добро Нормално се, е. али има делови овој последниот период сте брилијантни, ама нема епизода да не ме одлепи, да не ме засркне ако пијам, јадам нешто. Честитки до тебе, до Борис Дамовски и до екипата што работи таму. Мислам дека брилијантно ги правите се. Брилијантно. Забавно, секој случај е забавно. Кирош, кога го вративте, тоа беше, кога влезе кај Чом, мајко, колко се Зошто ми, не се сеќам зошто како ме нема стигна до- Како стигна до Чом? Не се сеќавам како стигна до таа будалаштина да влезе у Хокинг, знаеш, како е, ја заборавам, после некое време И заборавам. таму немате пардон. Уопште не се трудите дали некој ќе го разбере. Дури ако мислите дека двајца, тројца има од држава, вие ќе идете, вие се однесувате бидејќи ја и тогаш на Борис му реков, резиденц, тоа е парадигма на Еднооки е парадигма на резиденц, Еднооките. Ние од секогаш сме биле, не сме балансирали од типот на дал овој ќе не разбере, оној ќе не разбере. Го ставаме ликот кој го знае, кој не го знае, Боже мој, ако го интересира ќе научи, ако не го интересира, никому ништо. Има некои ликови кои се од почеток до крај константни, не падна овие 10 години. Не може да се утнат. Па 10 години постоиме, нели, се менуваат, кај опозицијата се изменија, кај власта се отплика тие, со промена на некој, ама многу ликови во Еднооки почнаа да живеат свој живот. Како рок пророк. Не, тие се оригинални ликови. Добро? Тие не се имитација на никои други ликови, не Така, се тие се имитација на оригинални, реалноста, тоа се да. наши ликови. Као Лилика, као рок пророкот, као најглупиот новинар и така натаму. Меѓутоа има ликови кои што се имитација на некоја реален лик, ама со тек на време веќе немаат никаква врска со некој лик од политиката, него си оживеале, си добиле свој карактер. Бучко пак ќе го враќате гледам. Не, знае он да улета, понекогаш нели улетуваат Европа. улетуваат понекогаш ликови безсмислено, некаки улетаат без веза ништо да Добро, кажат. кажи ми,
Бидејќи е малце првин текстот го пишувате па го цртате или виз верса? Како ви оди? Не, целата, пошто веќе нели Први на хартија. разработена машина е веќе тоа. Така? Се пишува епизодата, се снимаат гласовите, веќе во компјутерите си постои база од 10 години, позадини, ликови, стотици варијанти на еден лик. И сега ако имаме нов лик, да речеме Јанко треба да се појави прв пат во едноки, му се пишува на Мичо, на цртачот, дај ни го Јанко, или пошто Јанко го има во едноки, сад дај ни го Јанко како Али Баба. И он тап ќе го прати облечен така, и го зимаат аниматорите, ако е нов лик, сега ја не сум компјутерџи, не ги разбирам, имаат некој програм што се вика аниме, му ставаат коски и го оживуваат. Сега да речеме, други великови, као, не знам, главни великови што секојдневно се вртат во секоја недела во едноки, тие се веќе оживеани, си имаат коски се. И тоа е веќе база, се користи, се менуваат позадини. Како успевате сега балансираност да направите во целава политичка ситуација? Во едноки? Во едноки. Си имаме наше адхок тело внатре. Си имаме наша агенција за медиуми. Пуштивме една епизода скоро. Не знам дали ја гледаше. Да, со одјавната шпица. Со најавната. Со најавната се извинувам, да, така. Ја гледав. Не ве пропуштам и добро е што некој ве рендерира и ве пушта на Facebook редовно. Сегментирано и така натаму. Треба да бидете малце поприсутни, барем на крај на месецот епизодите да ги ставите. Барем после месец дена Треба, да ги ама ставите. не сме. Тоа е да вистина и добро е 10 години, тоа се колку епизоди се до сега? Многу се. Многу се. Многу се. Рачунај дека сезона има по 50 на епизоди. Вау. Многу се, многу минути анимација, многу минути будалаштини. Ја ти кажам, например, ќе се погодиме у муабет со луѓе и вика, леле, колку беше тој скеч смешен. Кој скеч? Тој и тој. Не се ни сеќам. Не се сеќавам, не можам, не се сеќавам. Стварно, не се сеќавам. Али за мене е една од најубавите работи што... Не, дефинитивно и добро е што постоите, што имате тој ентузијазам и енергија. Зашо ме нема више мене? Порано добро ме дриблавте, сега нешто... Ама многу Не сум направил нешто- Не, многу ликови ги Исчезна. има, па ги нема, ги има, па ги нема. Зависи како ќе не пукне нас у понеделник интерес. Да, обично Борис ќе ме истегнеше кога ќе направев некоја скандал будалаштина. И обично тогаш беше интересно да... Често пати- А нешто помирен сум у последниве години, па и не сум направил Види, нешто. нели има едно убаво фразиче во нашиот јазик, а тоа е како ќе ни прдне. Имаш настан, се случил неделата, сите бамборат за настанот, кај нас го нема во едноки. Да, после 2 недели доаѓа тој така. Како ќе ни прдне? Понеделник са бајле, зависи како расположение. Понеделник ја правите? Понеделник. А кога Некогаш вторник. Тогаш е Зборам пишувањето, сценаријето. да. А како иде? Седнувате ти, Борис и екипа на маса и го пишете или ти доаѓаш со текстот? Не, се договараме. Со Борис фрламе финти што су и правиме некој костур, после ја седнувам, ги правам диалозите, ги читаме и иде тоа учитење. После читачите кога ќе го земат гласовите, после они му маваат уште една рака. А, Плюс, така. минус. Тоа сакав да те прашам, бидејќи има таму, нема многу тексти, например, Иво кој ќе почне да... Све си е слободно. Велама! Све- Велама! И тогаш на ликот на- Лазо му рече... На аниматорот не му се кажува, му се кажува само конкретно, дај ми го Јанко така облечен. И сега, он како тоа ќе го направи си е негова работа. Нема... Аха, значи сите имаат многу слобода. Комплетно. Затоа им е интересно у суштина тоа да се работи. Колкава екипа сте? 7-8 души сте, барем овака што ве набројувам. Толку сме, да. Толку сте. Толку сме. Секоја чест и доста долго обстанувате во ваква постава. Бракови не обстануваат толку долго. Пошто така вајде флексибилно аниматори ни се менјаат од почеток до сега. Така. Неколку тури на аниматори. Креативниот дел остана да, ист. и они се креативен дел. И они се креативци, ама пошто сите различни професии, првите аниматори сите ни беа кога се создаваше едноки, еден имаше што знаеше да анимира, ги учеше своите пријатели, сите беа архитекти, студенти по архитектура. И како завршија си е продолжија у животот со Нивните професии. таде со своји работи, па дојде друга, они па беа еден цртач, друг студент на ЕСРА, овако, па они си го продолжија својот пат, сега имаме трета или четврта ќе му дојде. Најчесто се млади луѓе, ќе останат 2-3 години и после продолжуваат.
Поздрави екипата Фала. и продолжете со добра работа. А само кажи ми на крај, ова твојов ангажман околу филмови, пред се како писател и сценарист или само како писател или само како сценарист? Како да ти објаснам, ја прво почнав во животот да пишувам и тоа ми е првата љубов. Завршив филмска режија. Јас сум по професија филмски режисер. Имам нешто чат пат изрежирано, уште го немам режирано својот прв долгометражен филм. Се надевам дека ќе го снимам до година. Во секој случај, многу го сакам филмот, го обожавам филмот. Меѓутоа, ако сега, вака на 40 години, ми го постои некој прашањето од што на вистина би сакал да живееш до крајот на својот живот, на прво место сепак е од пишување. Сакам да пишувам и за други, еве сега треба да работи мој колега режисер моје сценарио. Твој сценарио? Да. Се уште твој филм немаш? Долгометражен не. Не. Немаш во план. Ама он пак ќе го снима првиот практично македонски хорор краток филм, што ми е многу кејф. Твој сценарио? Мој. Го објави како книга или Не, оригинално сценарио? оригинално сценарио си е. Македонски хорор филм. Бим Бери Чатварсан Краток, конечно. за почеток краток. А краток штет. А предходната наша соработка, Некој слендер у шума. предходната наша соработка, Се извини. филмот Beat Player, така можеш да го најдеш на интернет, пошто веќе е стаен на интернет. Добро. Направи парче во Америка на сите битни фестивали за кратки филми. Што значи тоа парче? Сите награди главни ги освои. Не гледам да Најдобар возиш странски Тесла. филм. Ама тоа се фестивали за кратки филмови. Фестивалите за кратки филмови малце поинаку и постојат за нешто друго. Бит? За промоција, бит плеер или епизодист на македонски, ама така ќе го најдеш. Американците многу го сакаа филмот. Добро. Ја очекувам дека после ова што го гледам со фасцинација и колку идеш во целава работа околу Кочораци. Јас ќе За дам него се околу себе. филм нема. И мене ми е јасно од она што го објасни зошто и нема, а некако дозирано го имаме Не, во кажам, нашата се спрема историја. сега серијски филм. За него? Да. Има Помина- ли таму толку интересна приказна која може се во ова да го опфати, бидејќи ако се опфатат и овие ликови околу кои Има ги кажуваш... преинтересна, ти кажувам, Преинтересна. преинтересна приказна. Вау. И ја им посакувам многу успехи да направат добар серијски филм. Ти нема да бидеш учесник во тоа. Во тоа не. Тоа си екипа си го доби, си помина на конкурс за агенција за на агенција за филм. Имаше еден документарно игран, Васе Зафирчев го направи тоа и секоја чест пошто он сам тоа тргна да го прави со уште еден пријател ентузијаст кој што е исто така човек кој што е многу ангажиран околу животот и делото, меѓутоа да се направи игран филм, дури и ова сега што ќе се прави е серијски филм. Серијскиот филм нели има друга намена. Вау, интересно, ме вџаши малку се зачудив ова дека серијски филм, бидејќи тука на вистина ако се фати Не серијскиот тип од као овие сега што ги гледаме, него од оној друг тип на серијски филми, 12 епизоди затворена приказна. така. Каде нели и Не HBO сезона прават, два, сезона и три. Netflix прават, такви си ги има, затворена приказна. Така. И ги објавуваат одеднаш. Да, супер е. Што гледаш од серии сега? Ја слабо гледам серии, Стварно? немам А трпение. филмови? Филмови не прекинувам, да гледам све. Добро, серии да не гледаш. Еве сега Борис Не Дамовски. гледам, ама не гледам толку ангажирано, пошто ме нервира фактот 1, 2, 3, 5, 7 сезони, 12 епизоди, пак гледај ова, пак гледај ова. Јас се уште ја сакам формата 2 сата, 2,5 сата, 3 сата да ми затвори приказна. Иначе што да ти кажам, не знам, го гледам Game of Thrones, Breaking Bad го гледав, House of Cards многу го сакам. Сега последно што го гледав е Peaky Blinders. Многу ме пенџи се. Ајде да ти дадам нешто да гледаш што мислам дека е најпрогресивно во текст и во режија. Од истата компанија која го прави AMC, која го направи Breaking Bad и Walking Dead, која еве сега ќе иде 6-7 сезона и ја гледам. Има серија, се вика Preacher, Та не е по стрипот. по стрипот. Стрипот е лудиво. Не. Стрипот е Гола вода спрема серија. Зборуваме за свештеникот, вампирот и девојката, така? Токму така. Значи, стрипот е Гола вода спрема ово. Значи, прв пат да видам така да одлепи. Сет Роген е еден од сценаристите. Така? Да. Неверојатно. Он да не го игра причарот. Не. Ликовите се
феноменално изградени. А авторот на стрипот може Значи, да го често Гарт Енис. Ја го изгледав и им реков вака, бидејќи фамилија ми е ангажирана околу уметности, филми и така натаму деца. Еве ви го, гледајте го и кога ќе го гледате, кога ја не сум дома. Последната епизода, седам на скали, дојден од работа и слушам што се дешава. И ова викање. Слушам од јавната шпица, влегувам качени на фотелите на ова, возрастни луѓе, фатени за глава. Не ми се веруе што Стрипот си видам. го читал? Како не? Све е окей стрипот. Пошто е многу луд стрипот. Значи, вакво нешто не е видено на телевизија, човек. Мрачно е исто како стрипот. Не, друга атмосфера е, АМЦ атмосфера е. Има од атмосферата на Breaking Bad. Така, така. Еве, например, идат на едно место у пеколот и тебе каде ова сега застанува Тексас оние пустели и ти текнуе дека Breaking Bad кога бегаше го носеа со кумбе, истото место она со скалилата таму за тревата на истиот пат на истото место. Со такви цитати сами себе се цитираат. Ке Колку има една mind сезона до blowing. сега? Една сезона, 10 епизоди и ќе има и втора сезона. А тоа може да тера. Не, стрипот е страшна работа. Го гледам Лук Кейдж на Марвел. Не сум гледал. Јака работа. И тоа е јака серија. Ми се свиѓа ова што ги вадат 10 од еднаш. Транк. Не, знам се, па затоа ја па Иначе од овие попси ги гледам. The Big Bang Theory гледам, Agents of S.H.I.E.L.D. гледам, има уште неколку такви серии. Ама ова за посериозниве, Лук Кейдж, тешка драма, Харлем, а пак е ЕСФ. така. Меѓутоа тоа ти кажам, Мара. јас фанатично па гледам играни филмови. И пошто гледам луѓе што гледаат серии, не можат ништо друго да гледаат. Не е така. Ја имам една од најголемите колекции на DVD и Blu-ray. И тоа како филмови конзумирам. Што гледаш во последно време? Све. Што е тоа? Јас сум манијак, све што ќе успеам да најдам европски, руски, кинески, вако и све што искача од Холивуд што доаѓа кај нас. Буквално све што ќе ми падне под рака. И не можам све европско да гледам, искрено да ти Не, кажам. не, све, Значи, све што ќе тоа исто како да ми кажеш, седни и изгледај го како убив светец и јас сум од Тито Велес. Се што ќе Тоа е стигне невозможно и сега ментално многу и работи ги физички. пушташ, ги исклучуваш, нема врска, ама така. сакам се да видам. Так. Последно европско што ме вџаши, искрено да ти кажам, ми е Меланхолија на Ларс фон Триер. Да, ти се свиѓаш? Јас сакам таа естетика која дури на моменти наликува на Параджанов. А овој италијано што ги направи двата филма, доста успех има. Некои го сакаат, некои го не ќат. Кој? Како се викаше го Боже? И се блокира мозокот. Филмот се вика Ла Гранде Белеца, големата убавина, и вториот се вика Јут, младост. Не сум гледал. Не, Многу- ама фала ти за препорака. Многу интересен. Секако и за нашиве гледачи. Ти посакувам многу успех Фала ти. Па за следната книга или филм. и да ти кажам, вистинско задоволство е кога си во студио и кога ќе поразговараме за работи кои ретко се разговараат. Но, нели, доцна навечер, може би треба да за вадам... тебе, повели. Благодарам, голема чест. Треба да вадам вино овдека во овие часови. Не се мајка ми ќе рече, ти реков 5 да ми дадеш примерно, ми рече немаш, сега гледам те раздаваш по телевизија. Ај, подпиши се таму. Почитувани гледачи, тоа беше Дај се цинкава. за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.